Значи, првин сакам да ви посакам добро дојдовте во просторите на Министерството за финансии. Ако е летен период кога повеќето се на одмори, ние работиме, имаме многу важни вести за вас, односно за граѓаните. Се работи, денеска имавме работен состанок со представничката, односно председателката на Организација за заштита на потрошувачите, каде ги презентиравме новите измени на Законот за заштита на потрошувачите при договори за потрошувачките кредити и со цел да добиеме корисни информации за потребите на нашите потрошувачи. Имено со цел да се заштитат корисниците на потрошувачките кредити, Министерството за финансии подготви измени на законот во кои се ограничуваат годишната стапка на вкупните трошоци за потрошувачките кредити. Со овие измени на законот, вкупните трошоци на кредитот се лимитираат највисоко до 55% во согласно со моменталната висина на стапката на казнената камата. Во споредба со предходното, значи во постоечкиот закон, не постоje такви лимити, така што давателите на кредити или пак брзите кредити за мали износи или пак за куси временски рокови наплаќа до двојно или до тројно повисока сума на трошоци од главнината. Например, за земен кредит од 12.000 денари, значи за отплата од 1 до 3 месеци на годишно ниво, граѓаните треба да вратат и до 36.000 денари. За да ги заштитиме граѓаните, а воедно да ги намалиме ризикот за дополнително влошување на нивната состојба на лицата кои имаат проблеми за отплата на кредитите, ги направивме овие законски измени, односно да не треба да земат нов кредит за да го отплатат стариот кредит или така наречено спирално кредитирање. Со тоа, значи, ние сега ги намалуваме и вкупните трошоци за кредитите. Поплавките на граѓаните се однесува главно на кредити со мали износи, затоа со ова измена на законот се овозможува истото да се применат и на износи помали од 200 евра, и досега овие кредити бе исклучок од примената на законот. Исто така, законските измени ќе се применуваат и на договорите за кредит за кој потрошувачот депонира предмет. Текстот на законот денеска ќе биде ставен на ЕНЕР и така ги повикуваме јавноста и сите засегнати страни, значи да го видат, да ни ги дадат нивните забелешки и сугестии со цел ние да ги увидиме и да ги проследиме понатаму во владина процедура. Сега исто така ја поканувам председателката на Организација за заштита на потрошувачите, со која имаме многу добра соработка, која исто така ќе биде и во наредната иднина. Исто така дека ќе добиеме, и пред тоа што добивам информација од терен, од поплаките на граѓаните, односно од потрошувачите, Министерството за финансии им стои на располагање на граѓаните и тој е сервис на граѓаните, ја повикувам да ги даде низиното видување за измените на овој закон. Благодарам. Ви благодарам многу, министерке. Ви сакала да ве поздравам сите и особено да истакнеме дека како Организација на потрошувачи на Македонија ние постојано го следиме состојбите, особено во доменот на законско уредување на правата на потрошувачите и посебно со секојдневната комуникација со потрошувачите и граѓаните, за нивната примена. Се она што не се применува како што треба од законот, ние на нас сигнал да треба нешто да се смени во тој закон и затоа многу ја поздравуваме иницијативата на Министерството за финансии, заради тоа што со измената, како што и кажа заменик министерката, значи со измената на овој закон, всушност ќе се воведе можноста за контрола на кредити кои што се до 200 евра, заради тоа што досегашната одредба во законот стои дека овој закон се однесува на кредити од 200 до 75.000 евра, тука не спаѓа овие брзи и кратки кредити кои што ние навистина граѓаните беа соочени и со во поглед на рекламирањето, прилично агресивно рекламирање за можноста да се земе кредит брзо, што не се совпаѓа, соодветствува со одговорното кредитирање. Така да сето тоа не поведе и нас и Министерството за економија повторно да искажам благодарност, да се регулира ова област и навистина сметаме дека со оваа регулатива веќе нема да може на тој начин да се делува, туку ќе биде лимитиран всушност износот на трошоците, а не да биде енормно висок како до сега. Затоа ние апелираме, сакаме да биде што побрзо донесен законот, односно измените. Сметам дека оваа можност не дава уште поголеми дополнителни можности за соработка на граѓаните, да им ја доближиме оваа материја која што представува финансиските услуги во сите сфери финансиски услуги, секако онаму каде што е надлежно Министерството за финансии, таму каде што е надлежна Народната банка или пак Министерството за економија. Значи доста е така добар лабиринтот на прописи, каде треба граѓанинот да се движи, тешко му е да ги разпознае,
Многу добра иницијатива од Министерството. Би сакала да продолжиме заедно во наредниот период со доближување на оваа проблематика до граѓаните и се она што не им е јасно да се обратат кај нас или да се обратат нормално во Министерството и во другите институции кои веќе ги спомнав. Благодарам. Благодарам. Сега би сакала уште на албански да се, значи да исто така надам еден осврт за измената на овој закон. Të nderuara pranishëm, sot kemi pasur një takim me përfaqësuesin e organizatës për mbrojtjen e konsumatorëve të Maqedonisë, ku kemi prezantuar ndryshimet sa i përket ligjit për mbrojtjen e konsumatorëve për marrëveshjen e kredive konsumatore, me qëllim që të marrim informata të nevojshme sa u përket të gjithë ata të cilët shfrytëzojnë këtë lloj të kredive apo kredive të shpejta. Për të mbrojtur përdoruesit e kredive konsumatore, Ministria e Finansave ka përgatitur ndryshimet ligjore në të cilën kufizojmë normën vjetore të shpenzimeve totale për këta kredi konsumatore dhe me këta ndryshime të ligjit, shpenzimet totale nuk lejojnë që të tejkalojnë mbi 55%, duke pasur parasysh përputhjen e shumës aktuale të normës ndëshkuese. Për krahasim më parë, të cilët nuk kanë pasur asnjë kufizim bashkë në ligjin aktual, në të cilën nuk kanë qenë të përfshira të gjitha ata kreditet të cilat kanë qenë në vlera më të vogla se 200 euro. Në një shembull reprezentativ, në qoftë se qytetari ka marrë një kredi të shpejtë në vlerë prej 12.000 denarësh, i cili është obliguar që në vlerë vjetore të kthejë deri në 36.000 denar, gjithsesi ngarkonin 2 fishin apo 3 fishin e shumës më të lartë të shpenzimeve nga kredia e marrë. Me këtë ne do të zvogëlojmë po ashtu rrezikun dhe përkeqësimin të gjenjes së qytetarëve që të mos jenë të nevojshëm që përsëri të kreditojnë apo të marrin hua të reja për ta paguar kredinë e vjetër apo ta shqyrtuar kredi që quhen spirale. Ankesat e qytetarëve të cilët u referohen kryesisht këtyre kredive me shuma të vogla dhe kemi parasysh të gjithë këta kërkesa duke marrë parasysh dhe bashkëpunimin që kemi me organizatën për mbrojtjen e konsumatorëve me qëllim që të ndalim në ndihmës dhe sot ne si Ministri e Financave do ta paraqesim edhe për publiku ndryshimet e propozimin e ligjit në sistemin elektronik ENER, ku do të presim nga opinioni i gjerë që t'i paraqitni të gjithë vërejtjet, të gjitha sugjerimet. Ministria e Financave do t'i merr përballë të njëjtat dhe do t'i përgatisë ndryshimet ligjore në procedurën e qeverisë. Po ashtu falenderoj kryetarin e organizatës për mbrojtjen e konsumatorëve për bashkëpunimin e saj të ndërsjellë, me të cilën do të mundohemi që vazhdimisht të jemi në shërbim të qytetarëve. Faleminderit. Благодарам. Ако имате некакви прашања, повелете. Да. 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 Значи се работи за брзи, така наречени брзи кредити кои ги нудат финансиските друштва, но од терен имаме сознание дека и веќе некои комерцијални банки нудат таков вид на кредити. Целта е сите, значи кои нудат таков вид на кредити кои се помали износи од 200 евра да бидат лимитирани со најголемите годишна стапка на трошоци да не помина над 55%, односно да не биде повеќе од 5 пати колку што е затесната казнена камата. Благодарам. Дали до сега Министерството за финанси има направена некоја анализа или контрола на дали ресорот за финанси до сега има направена контрола на работата на финансиските друштва, колку Значи, имајќи во предвид дека ние имаме добра соработка со Организација за заштита на потрошувачите и нивните поплаки, сигурно дека Министерството за финанси значи ги има во увид сите овие работи и така направена е анализа во врска со нудење на таков вид на услуги или производи што им се нудат на граѓаните и затоа им се излегува во пресвет баш во овој период кога ќе почнат, значи завршуваат годишните одмори, кога потребите на граѓаните за финансиски средства сегогаш се зголемуваат, да ги заштитиме во овој дел за овој вид или во таков вид на брзо давање на брзите кредити. Благодарам. Значи, тоа ако потенцираме како репрезентативен примерок, дека до сега, според годишната стапка на вкупните трошоци, достигнува над 500%, сега со тоа ни го ограничуваме да бидат не повеќе од 50% в зависност од состојба, моменталната состојба на затезната, на казнената камата. Таа е уредува Народната банка. Bëhet fjalë për iniciativën për ndryshimin e ligjit për kazenot. Disa komuna kanë pasur kërkesë që të ndryshohet pjesa e gjatësisë prej ku duhet vendosen kazinot. Ku është iniciativa për ndryshimin e këtij ligji dhe ku mund ta kemi si vendim qeveritar?
Па, дуke marrë parasysh që nevojat e qytetarëve po ashtu ne I marrim përballë sa I përket ligjet të lojrave të fajt, Ministria e Financave veç më ka përgatitur, domethënë ndryshim plotësime të këtij ligjit, I cili disa herë ka qenë paraqitur në sistemin elektronik ENER, në të cilën kanë pasur mundësi që të gjithë organizatat jo qeveritar, të gjithë qytetarët, por gjithashtu edhe komunat të dorëzojnë vërejtjet dhe sugjerimet e tyre. Mendojmë që deri në përfundimin e vitit të kemi një ligj të ri I cili kryesisht do t'i tangojë të gjithë këta problemet, e posaçërisht vendosjen e largësive të këtyre ushtruese apo shërbimeve të lojrave të fatit nga objektet shkollore apo nga objektet edukative në përputhje me rregullativën e Unionit Evropian dhe rregullon që e kemi në rregullon që veç me ata I aplikojnë. Faleminderit. Sa do të jetë largësia? Nuk janë definuar ende, janë disa lloje të propozimeve, po do t'i shqyrtojmë të gjitha ata propozimet të cilat janë dërguar nga ana e komunave. Да, значи во годишната стапка на вкупните трошоци влегуваат провизиите, надоместоците, даноците и сите други давачки, значи кои си ги манипулативните трошоци кои си ги наплатува финансиските друштва. Со тоа ние веќе го лимитираме овој дел и така дие вкупните овие трошоци не смеат да надминат најмногу до 5 пати од вкупната затезна годишна камата на стапката на казнената камата која ја одредува Народна банка. Значи вака, ние како Министерство за финансии ќе исто така ќе изготвуваме и брошури и така натаму во соработка со Организација за заштита на потрошувачи, каде ќе имаме и фигуративни размери, зависи од провизиите, од манипулативните трошоци, кои не сме да надминат на 55%. Благодарам. Повелете. Неколку дена поред опозицијата обвинува за задолжувањето, кое става на Министерството за финансии, се взимаат кредити, а не се реализираат капитални инвестиции. Значи, по широката јавност сакам да ја известам дека заклучно со 2016 година јавниот долг учествуваше со 48,5% од бруто домашниот производ или 4 милиарди 700 милиони евра. Министерство за финансии, значи во крајот на 2017 година, го намали вкупниот јавен долг на 47,2% од бруто домашниот производ. На почетокот на 2018 година или само во јануари, Министерството за финансии исплати на 200 милиони евра долг кои беа преземени од претходните години, односно исплати кредит кој беше земен во 2013 година од износ од 95 милиони евра, а исто така отплати и предвена евроврзница која достигнува за исплата до 2020 година со каматна стапка 4,85%. Мислам дека кога се дават информации до јавноста, треба да се направи навистина детална анализа и да се земат во сите предвид, и графиконот, ако го имате, ние како Министерство за финансии сме транспарентни. Од 2008 до 2016, долго се дуплираше или пак кога беше 23% од GDP-то, бруто домашниот производ достигна до рекордни 48,5% од бруто домашниот производ. Благодарам. Значи, Министерство за финансии, како што ви најавив, дека сегогаш е транспарентно и ги објавува податоците. Не знам дали сте ги прочитали и во јули, на почетокот на јули, значи кога имавме запишување на нови државни харти од вредност и аукцијата беше многу помала од колку што требавме да исплатиме. На почетокот на јули се задолживме 10 милиони евра, а вративме 12 милиони евра. Значи тоа е делот поради тоа што зависи од рочноста и структурата на државните харти од вредност. Но треба исто така да ви дадам во информација, ако во 2012 година
рочноста или пак структурата на портфолиото на државните харти од вредност беа 93% во полза на краткорочните државни харти од вредност и само 7% за долгорочните харти од вредност, сега тоа е 60% во полза на долгорочните харти од вредност и 40% на краткорочните харти од вредност, со тоа ние веќе го избегнуваме ризикот за рефинансирање. Благодарам. Во наредниот период ќе надмине 50 и до 60% ќе оди. Може ли ова како политика на владата да ни го објасните и повторно уште еднаш да се навратиме на прашањето на колегата, зошто изостануваат капиталните инвестиции? Експертите предупредуваат дека кога ќе почнат тие позначајно да се реализираат, уште повеќе ќе се влечат средства и повеќе ќе се изгодат. Значи, како информација ви дадам, значи ние имаме одлична наплатеност на приходите во буџетот на Република Македонија и исто така имаме реализација на 47% од планираното до сегашното. Буџетскиот дефицит ни е 0,7% или пак 1/4 од проектираниот брутодомашниот производ. Значи, правиме напор на сите институции, но и притискаме за да ги реализираат капиталните инвестиции и затоа во наредниот период, значи, веќе правивме одредени анализи, ако има потреба ќе се направи ребалансот на буџетот за да ги прераспределиме таму каде што мислиме дека има потреба од буџетските корисници за да се реализираат. И да, фискалната стратегија која е донесена, значи има е обавезно, е документ кој е согласно законот треба да се доноси и тоа е патоказ до каде ќе се движи, значи, долгот во наредните среднорочниот период. Исто така, ние веќе сме во фаза на изготвување на новиот органски закон, закон за буџети и таму веќе ќе се предвидат постриктни мерки, односно, можеби ќе имаме и фискален совет кој е во понатамошно, значи, разработување и сигурно ќе ви бидат соопштено, значи, благовремено. Благодарам. Благодарам. Фалимдерит.